минути за урбани вести, добре дојдовте. Општините во Скопје интензивно работат на подобрување на условите во детските градинки и се грижат за правилен детски развој со одржување на повеќе спортски активности. Ова е веста на денот, во продолжение следува генералната најава. Останете со нас. Есенски кроз по повод роденденот на Газибаба. По 3 години се гледа крајот на изградбата на кружниот тек на последна 24-ка во Кисела Вода. Реконструирани јаслите во градинката Ташко Караджа во Радишани. Од 8 до 18 ноември, фестивал на европски филм Синедејс. Модерна контрацепција користат 12,8% македонци. По 3 години градежни работи и хаос во сообраќајот, конечно се ближи крајот на изградбата на кружниот тек кај последната автобуска станица на 24-ка во Кисела Вода. Градоначалникот Шилегов, како причина за задоцнувањето на изградбата на кружниот тек, ги наведува нерешените имотно-правни односи со граѓаните. Проектот за проширување на булевар Србија, кој започна пред околу 3 години, се уште чека на конечно финиширање. Реконструкцијата на булеварот, кој треба да ги поврзува општините Аеродром и Кисела Вода, и понатаму тапка во место. Граѓаните револтирано коментираат дека одолговлекувањето на работните активности им го отежнува нормалното секојдневно функционирање. На ваквите реакции со одговор се јави и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој тврди дека проширувањето на булеварот и изградбата на кружниот тек се работат со задоцнување како резултат на нерешените имотно-правни односи со граѓаните. За мене сериозно неодговорно било да се започне реализација на таков проект без да бидат решени основните, а тоа се имотно-правните односи. Некако на сила се третирала целата работа. И покрај нерешените имотно-правни односи, Шилегов уверува дека многу наскоро овој проект кој е започнат пред 3 години, конечно ќе биде успешно завршен. Успеавме да ги надминеме сите 7 отворени експроприации и да склучиме договори се исплатени. Успеавме технички да ги надминеме сите проблеми. За ваша информација, таму извршивме, бидејќи веќе беше раскопано, целосна реконструкција на водоводната Фи-400 цевка со која што оди кон општина Аеродром и заради таквата целосна промена на таа цевка, очекувам дека повеќе ќе немаме проблеми во водоснабдувањето во високите зони во Аеродром, бидејќи ја обновивме целосно инфраструктурата и во моментов се одвиваат градежните активности на целосно асфалтирање на кружниот тек. Конечно, после 3 години, со толку оставштина позади во целиот тој процес на реализација на тој кружен тек, успеавме да ги надминеме сите проблеми и да ја завршиме оваа работа, при тоа да обезбедиме квалитетно водоснабдување за високите зони во општина Аеродром. Со овој проект градот врши проширување и реконструкција на булеварот Србија од кружниот тек кај цементара до улицата Христо Татарчев, со што се гради нов кружен тек со диаметар од 36 метри, кој ги спојува булевар Србија, Христо Татарчев и Христо Татарчев крак 2. Вкупната должина на реконструираниот дел изнесува 870 метри, со 4 сообраќајни ленти со ширина од 3,5 метри, додека целокупната должина на новиот проширен и реконструиран коловоз со целосна реализација изнесува околу 1400 метри. Општина Ѓорче Петров ги потсетува жителите дека од септември е формирана комисија за издавање потврди на обработливо земјоделско земјиште, која излегува на терен за да одговори на потребите на граѓаните. Во делот на уредувањето и чистењето деновиве се работеше и на кружниот тек во населбата Хром. Во општина Ѓорче Петров активно се работи на уредување и чистење на општината. Деновиве целосно е реновиран и исчистен кружниот тек во населбата Хром. Како што информираат од општината, интервенирале за менување на урбаната опрема и за уредување на уште неколку локации низ Ѓорче Петров. Градоначалникот Александар Наумовски апелира до граѓаните да не ги оштетуваат и да ги чуваат заштитните огради, клупите, корпите за отпадоци, фонтаните и зеленилото што подолго
прво, бидејќи тие се за доброто на граѓаните. Исто така, општина Ѓорче Петров ги потсетува жителите дека од септември веќе е формирана комисија за издавање потврди за обработливо земјоделско земјиште која излегува на терен и може да одговори на потребите на граѓаните. Општина Ѓорче Петров веќе стартуваше со издавање потврди, а сите граѓани кои имаат потреба од овој документ потребно е да поднесат барање во секторот урбанизам. По повод одбележувањето на 42-иот роден ден на општина Газибава се одржа есенски крос на кој учествуваа дечињата од детската градинка Детска радост. Како што изјавија градоначалникот на општината Борис Георгиевски и директорката Лилјана Крстевска, оваа манифестација се организира со цел да ги мотивираат децата за да спортуваат. Покрај есенскиот крос во рамки на одбележувањето се одржа и крводарителна акција во просториите на општината. Општина Газибаба годинава го одбележува 42-иот роден ден. По тој повод на стадионот Металург се одржа есенски крос, каде децата од градинката Детска радост имаа спортски активности. Како што истакна градоначалникот Борис Георгиевски, на овој начин децата ги мотивираат за да бидат на отворено и да играат и да се забавуваат, да бидат среќни, бидејќи само така можат здраво да се развиваат. Децата ги мотивираме да бидат на отворено, да си играат, да се забавуваат, да бидат среќни, затоа што наместо во училишните, односно во занималните, да гледаат телевизија и да бидат пред компјутери, ние ги изнесуваме на отворено да се дружат, да се забавуваат, да спортуваат. Тоа на нив им го должиме, затоа што тоа се наша иднина, а со тоа развиваме здрав дух, здрава животна средина и секогаш сме во природата надвор и си другаруваме. Директорката на градинката Лилјана Крстевска истакна дека оваа манифестација градинката Детска радост редовно ја одржува веќе 10 години наназад и секогаш се обидуваат да ги мотивираат децата да спортуваат. Ние ги мотивираме децата да излезат надвор, а со тоа ги мотивираме и нивните родители, а децата како награда за овој денешен есенски крос ги чека овошје во секоја занимална. Во рамките на одбележувањето на денот на општина Газибава во општината се одржа и традиционалната крводарителска акција. Оваа година скапоцената течност ја даруваше и градоначалникот Георгиевски, кој рече дека тој е редовен крводарител, а сега дарува по 31 пат. Георгиевски додаде дека ова го прави секогаш кога има можност. На денешната крводарителна акција до пладневните часови имаше собрано околу 100 крвни единици, а градоначалникот Георгиевски упати апел до сите граѓани на Газибаба да даруваат крв и да спасуваат животи. Сите што се здрави, млади, кои што може да дават крв слободно, може да се приклучат на крводарителните акции, се со цел да помогнат, бидејќи е тоа здраво и по можност што почесто во годината, бар минимум 2 пати, затоа што ова скапоцена течност е најприродната работа која што можеме на солидарен начин да помогнеме луѓето кои што навистина е потребно. Доктор Бојан Тодоровски од Институтот за трансфузиона медицина за прва Скопска изјави дека во Скопје редовно се одржуваат крводарителни акции, а жителите на Газибаба се многу хумани, бидејќи од акциите што ги организираат овде се собираат поголем број на крвни единици. Најбитно е оној подготвителен период, значи пред самото дарување, значи дарителот да е добро одморен, добро одспиен, да има испиено поголема количина на течности, да нема некој поголем физички напор денот пред тоа и неколку часа пред самото дарување, да е во една така добра здравствена состојба, позитивно нас. Со дарување на скапоцената течност може да се спасат многу животи, па затоа дарувајте крв и спасете живот. Јаслите во градинката Ташко Караджа добија комплетно нов лик. Заменети се старите кревечиња, реконструирани се тоалетите, а обезбедени се и голем број на детски реквизити, зашто поудобен престој на децата во градинката. Општина Бутел најавува континуитет на овој проект, со што сите детски градинки во наредниот период ќе бидат реконструирани. Престојот на дечињата од најмалата група во градинката Ташко Караджа во општина Бутел во населеното место Редишани од сега ќе биде многу попријатен и побезбеден. Имено општина Бутел изминатиот период работеше на реконструкција на делот за јасли, при што беше комплетно реконструирана бетонската плоча. Станува збор за постар проблем поради кој се појавило тонење на плочата.
Со реконструкцијата, замената е целата плоча на површина од 800 метри квадратни, со што престојот на децата и вработените станал значително побезбеден. Покрај тоа, комплетно е сменет и мебелот, со што дечињата добија нови креветчиња, тоалети и ПВЦ прозори. Денес, после 25 години од отварање на оваа градинка, се отвара комплетно реновираниот дел на стариот објект Ташко Караджа, делот е во јаслениот дел, каде што се згрижуваат 100 дечиња од најраната возраст од 9 месеци до 2,5 годишна возраст. Причината за ваквото темелно реновирање на овој дел од градинката е поради тонењето на основната плоча, која што беше во третата занимална, и пред 5 години санитарната инспекција и Министерството за труд и социјална политика го затвори тој дел на градинката, бидејќи беше небезбеден. Со помош и финансирана од страна на општина Бутел и на големо разбирање на градоначалникот на општина Бутел, не се реновираше само тој дел каде што тонеше плочата. Идејата од градоначалникот беше да се реновира комплетно целиот овој дел и да се создадат поубави услови за дечињата кои што ќе престојуваат понатаму. Во моментов тука се згрижени 70 дечиња, очекуваме поголем прилив, а со тоа и да се надминат проблемите кои што ги имаат родителите во општина Бутел, односно Радишани, населба Радишани, за згрижување на нивните најмили. Како што напомена и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, општината има подготвено проект со кој се очекува во текот на наредната година сите градинки во Бутел да бидат комплетно реконструирани и уредени. Исто така, до завршувањето на градоначалничкиот мандат, предвидена е изградба на нова детска градинка, потенцира Смилевски. Денес имаме голема чест ние како општина да отвориме, тоест да реновираме една градинка на територија на општина Бутел која што е изградена пред 25 години. Инвестицијата е на општина Бутел, идејата е на градинката Бутел. Со тоа инвестиравме 1.600.000 денари за да може јаслите во населбата Бутел да изгледаат прекрасно, како што и ќе имате можност да ги видите. Со тоа се надевам дека представува еден основен мотив на нас како општина да ги дореновираме и останатите градинки, кои што мислам 2019 ќе биде година каде што сите деца во општина Бутел ќе идат во убави средени градинки. Пелените, влажните марамчиња и детската козметика за сите деца во градинката се донација од Алкалоид Скопје. Позитивен пример кој општинарите очекуваат дека ќе го следат и останатите компании. Сите граѓани и правни субјекти од општина Илинден кои немаат добиено решение за данок на имот за 2018 година да поднесат даночна пријава за евидентирање на непријавениот имот и да ја подмират обврската. Како што информираат од Илинден, со плаќањето данок на имот се придонесува за побогата и помоќна општина. Општина Илинден апелира до сите граѓани и правни субјекти кои немаат добиено решение за данок на имот за 2018 година да се јават во општина Илинден одделение за администрирање со цел да поднесат даночна пријава за евидентирање на непријавениот имот и со подмирувањето на оваа обврска да дадат свој придонес за побогата и помоќна општина Илинден. Обврска за плаќање данок на имот имаат сите граѓани и правни субјекти кои се стопанственици или корисници на недвижен имот на територија на општина Илинден. Данокот на имот представува основен извор за финансирање кој локалната самоуправа самостојно го прибира од граѓаните и правните субјекти на територија на општина Илинден. Со исполнувањето на законската обврска за плаќање на данокот на имот, граѓаните придонесуваат за реализирање на буџетот и реализирање на планираните проектни активности за подобрување на условите за живот во општината, како изградба и реконструкција на улици, патишта и мостови, подобрување на уличното осветлување, заштита на животната средина и природата, изградба и одржување на улична сообраќајна сигнализација, организирање на културни манифестации, развој на спортот и рекреативните активности, организирање
организирање на спортски приредби и манифестации, социјална заштита и заштита на децата, детски градинки и домови за стари, образование и здравствена заштита. Со исполнувањето на обврската за редовно подмирување на даночните обврски, граѓаните директно учествуваат во реализацијата на проектите со кои се подобрува квалитетот на животот во општината. Голем број филмови од реномирани режисери, музички документарци, студентска и детска програма, како и работилници ќе го збогатат 17-тото издание на фестивалот на европски филм Cinedejs. Голем дел од програмата ќе биде бесплатна, а останатите ќе се наплатуваат по символична цена. 17-тото издание на меѓународниот фестивал на европски филм Cinedejs ќе се одржува во периодот од 8 до 18 ноември во организација на Младинскиот културен центар. Филмовите кои ќе се прикажуваат ќе бидат поделени во неколку програмски целини: официјална селекција, Сине Балкан, гала програма, музички документарци, МК во ЕУ програма, ретроспектива на Милош Форман, Eye on Films, МК кратки филмови, студентска програма, детска програма, спешал скринингс и богата придружна програма од работилници, како и богата музичка селекција од концерти во специјалната програма на фестивалот Cinedejs. Во рамки на гала програмата ќе се прикажат 21 филм од врвни режисерски имиња и наградувани на фестивалите во Кан, Сан Себастијан, Венеција, Берлин и Роттердам. Градоначалникот на град Скопје ги повика граѓаните да уживаат во одличната селекција на филмови и културно да се збогатат преку следење на проекциите. Веројатно, како резултат на сериозен број на девијации што ни се имаат јавено во изминатите години. Што се па резултат, веројатно, на погрешни вредности. Или луѓе со погрешни вредности на погрешно место. Имаме една сериозна девијација да богатството во животот го гледаме исклучиво од материјален аспект. Збогати се преку ноќ, ќе се збогатиш ако гледаш добар филм. На една ноќна представа можете утретента да се разбудите побогат како човек. Богатството не е секогаш, така речи никогаш не е во материјална смисла и тоа е всушност и белегот на фестивалот. Да упатиме апел и до помладата публика која што дојде тука, меѓутоа и општо до јавноста, дека богатството е во добар филм, во добра книга, во добра музика, сето тоа што го промовираме како вредности, да се вратиме на промоција на вистинските вредности, што еден живот го прават поубав. На Cinedejs специјално допатува и филмот The Favorite на Јоргос Лантимос, филм чија што премиера се случи на овогодинешното издание на Венецискиот фестивал, а ќе почне да се прикажува во кината дури следната година. На фестивалот ќе се одржи и долго очекуваната македонска премиера на филмот Хеј на македонскиот режисер Васил Христов. Покрај останатата програма во рамки на Cinedejs ќе бидат организирани и индустријски работилници, во чија тематика ќе бидат разработени проблемите кои македонските филмови ги имаат при дистрибуција на филмовите. Во однос на уште еден новитет на Cinedejs годинава, тоа е прв пат се организира индустријски денови, да речеме така, ги наричаме Сине индустри филмски маркет, кој што ќе биде дводневен настан и посветен е на дистрибуцијата на филмови, еден сегмент кој што жешка тема е ова секаде во светот, особено како технологијата го менува овој сегмент од филмската индустрија, на кој што ќе бидат поканети селс агенти, продажни агенти, дистрибутери од целиот регион, поканети се представници на VOD платформи. Ова е, како што реков, дводневен, поделено е на панел дискусија и питчинг сесии, како и состаноци 1 на 1, за да се продискутира повеќе за можностите како филмовите да излезат надвор од границите на нашата. Жири комисијата во официјалната селекција ја сочинуваат Верица Недеска актерка, Бригита Матнеј финансиски консултант од германскиот фонд Бреденбург Медиа Борд и професорката по филм и теоретичарка Александра Накиелски.
Во Женева се одржува диалог на кој се присутни и македонски здруженија, а се однесува на напредокот на Македонија во спроведувањето на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените. На диалогот е констатирано дека во Македонија модерна контрацепција користат 12,8% македонци, што представува најниска стапка во споредба со земјите од Југоисточна Европа и Европа. Според истражувањата, само 13% од учениците добиле информација за користење презервативи, а дури 2% учеле за орална контрацепција. Стапката на користење модерна контрацепција во Македонија изнесува 12,8% и е најниска во споредба со земјите од Југоисточна Европа и во Европа. Во Македонија се уште ниту едно контрацептивно средство не е ставено на позитивната листа, со што се отежнува или сосема се оневозможува пристапот до модерни контрацептивни средства на најсиромашните и социјално ранливите групи. Овие податоци ги објавија Здруженијата Хера, Коалиција Маргини и Реактор истражување, чии представници го следа диалогот во Женева на Комитетот за елиминација на дискриминацијата врз жените со надлежните институции од државава. Диалогот се однесува на напредокот на земјата во спроведувањето на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените. Трите здруженија во соопштение констатираа дека учениците во Македонија немаат пристап до основни информации во формалното образование како да го заштитат своето сексуално и репродуктивно здравје. Според истражувањата што ги посочуваат, само 13% од учениците добиле информација за користење презервативи, а едва и 2% учеле за орална контрацепција. Само дел од темите за сексуалното образование се опфаќаат на часовите по животни вештини, а сеопфатното сексуално образование и натаму се изучува надвор од училишните клупи, информираат здруженијата. Оттаму сметаат дека комитетот треба да побара од надлежните институции во Македонија да се развие соодветен образовен модел и наставна програма со цел воведување сеопфатно сексуално образование како задолжителен предмет во основните и средните училишта. Воедно да се измени законот за прекинување на бременоста усвоен во 2013 година, како и да се воведе медикаментозен абортус и тој да се направи пристапен низ целата држава. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги советува возачите како да постапат во случај да се најдат во ситуација да го делат сообраќајот со возила со право на првенство на минување. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата информираат дека пропуштањето на возилата со првенство на минување кога даваат светлосни и звучни знаци е законска, етичка и хумана обврска на секој учесник во сообраќајот. Пропуштањето на возилата со право на првенство на минување кога со посебни уреди даваат светлосни и звучни знаци е законска, етичка и хумана обврска на секој учесник во сообраќајот, порачаа денеска од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Оттаму ги советуваат возачите како да постапат во случај да се најдат во ситуација да го делат сообраќајот со возила со право на првенство на минување. Им укажуваат да го лоцираат возилото, да ја анализираат состојбата, да реагираат, да го гледаат возачот и да внимаваат на неговите сигнали. Не треба, како што потенцираат, да кочат нагло, да прават изненадувачки маневрирања и да прават нов проблем. Доколку се наоѓате на отворен пат без многу сообраќај, дозволете му на возилото со право на првенство на минување полесно да ве заобиколи, така што ќе ја намалите брзината и максимално ќе се поместите во десно. Доколку сообраќајот е густ, обидете се да најдете место да застанете на страна. Меѓутоа, во градските гужви ситуацијата е неспоредливо покомплицирана. Не постои универзален совет. Морате да изреагирате во согласност со околностите, советуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Тие укажуваат дека при обидот да се пропушти возилото со првенство на минување може да се предизвика сообраќајка и затоа, како што велат, се што ќе се презема треба да биде апсолутно безбедно, па дури и ако тоа значи моментално успорување на возилото со право на првенство на минување.
Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност, со слаб до умерен јужен ветер. Во Скопје слично време, сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен јужен ветер. Метеоролозите за следните денови најавуваат дека продолжува период на умерено облачно и топло време со температури кои и понатаму ќе бидат над просекот за овој период од годината. За време на викендот ќе преовладува сончево време, но температурите постепено ќе опаѓаат. Денеска имавме температура до 24 степен, утре исто 24 степени, в сабота температурата ќе се движи од 7 до 23 степени, недела од 4 до 21, а понеделник од 4 до 20 степени. И пред крајот уште една информација. Од денеска сите заинтересирани жители на град Скопје може да аплицираат за субвенции за набавка на печки на пелети. Градот ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на печки на пелети во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари. Аплицирањето трае до 30 ноември или до исцрпување на предвидените финансиски средства од буџетот на град Скопје. Јавниот повик ќе се реализира по принципот прв дојден прв услужен. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Следете ни понатаму на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.